Откако биткоин падна под $90,000, за прв пат по 7 месеци се појави нешто многу интересно. Активноста на големите адреси нагло се зголеми. Податоците покажуваат дека ова може да биде најактивната недела за трансакции на Wales во цела 2025 година. Во само неколку дена се забележани над 102,000 трансакции поголеми од $100,000, како и над 29,000 трансакции над $1 милион. Она што е уште поважно е промената во однесувањето, од период на поголема продажба кон постепено собирање на биткоин. Други податоци потврдуваат дека големите адреси започнале да акумулираат уште од крајот на октомври. Минатиот петок имало посебно голем скок во бројот на адреси што држат повеќе од 1000 биткоини, што укажува дека трендот трае подолго, а не само во последниве денови. Кај дел од платформите за тргување, односно меѓу наредби за купување и продажба, било рекордно висок, што значи дека и поголеми и помали инвеститори го искористиле падот за да купуваат. Воедно пазарот во последниве недели помина низ силен притисок врз краткорочните сопственици, што често се случува пред стабилизирање. Паралелно со ова може да се забележи пораст на големи адреси токму во период кога дел од инвеститорите паничат и продаваат. Тоа покажува дека дел од пазарот гледа вредност во пониските цени и го користи тој момент за долгорочно позиционирање. Во исто време има знаци дека дел од продавањето можеби доаѓа од присилен ликвидатор. Продажбата се повторува во исти часови, што е типичен модел за автоматизирани ликвидации. Ако тоа е причината, овој притисок најчесто има јасен крај и не трае подолго отколку што дозволуваат средствата што се ликвидираат. Според некои процени во индустријата, дното на движењето може да се формира многу скоро, бидејќи повеќе фактори укажуваат на истрошен притисок на продажната страна. Падот под $90,000 не ги одврати големите адреси. Напротив, податоците директно покажуваат дека купуваат поевтини количини, додека останатите реагираат со страв. Ако се продолжи ова темпо на купување, неделава може да остане запаметена како една од најсилните во поглед на активност на големите играчи за целата година.